Секоја генерацијска промена во животот ни носи одредени промени во нас, така? Пример, кога си бил дете, па во тинејџер, или пак од тинејџер кога си бил на рана адолесцентност, како се вика, или пак кога ќе промениш бројка на турата рака од 2 на 3 или од 3 на 4, нели? Тоа некоја промена ни носи во нас и онака се осеќаат некои такви промени, да речем, во нас, као не знам дали тоа е психолошки или не, ама сепак има некоја промена, нели? И некако ми се чини како сега е прикажано како ние да старееме, нели? И тие златни години кога сме биле, не знам, 15-20, као демек се позади нас, као веќе нашето поминало, нели? И демек кога ќе наполниме 30 години и не се појавува по некоја прчка, некои мислат дека ја губиме силата, некои им паѓа косата, некои си им се влошува, нели, здравје, дека демек. Некако ми се чини како општество ние како да очекуваме дека работиве ќе одат се надоле и надоле и надоле. И не знам кој ни ја наполни главата со тие глупости и па нека се прашуваме дали сме стари за некоја работа, пример, дали сме стари да започнеме нешто ново или пак сме биле во врска, па леле ако раскинам, дали сум стар да фатам нова девојка или дечко во тевра. Леле ако почнам да учам сега, нели, на факултет не сум, па да не сум многу стар за тоа. И ја имам големи кризи што се однесува по ова прашање и однака денеска се осеќам многу добро бидејќи ги совладав тие работи, онака поминав преку нив што се вика. И сега на старењето под наводници гледам некако многу поинаку и во ова видео баш ќе споделам точки кои што мене ми помогнаа да го надминам тој проблем со тоа старење, се плашам или не знам што. Океј, првата точка е дека постојат различни мерења на годиниве. Еве тука баш истражував. Да, значи прво ние имаме хронолошки години, нели? Календарски години, пример, јас сум 34, така? Некој е 37, 50, тоа се хронолошки, календарски секоја година, полниш по една година, така? И тоа е, нели, за возачка, за кога ќе одиме од дискотека или нешто, дали имаш 18 години, пример. Број 2 е биолошко старење, мислам, биолошки години. И тука се мери, пример, клеткиве колку години ти се. Како ти функционира внатрешното тело во тебе, нели? Тоа се исто многу интересни работи, кај што имаш тука, нели, како се вика, воспаление внатре во телото и така натаму, и тука се мерат тие со одредени тестови, се мерат твоите биолошки години, многу интересно. Број 3 е metabolic age, што значи дека колку твојот метаболизам, колку ефикасно согорува енергија во твоето тело и како ги одржува функциите во нашето тело, нели? Број 4 имаш имунолошка возраст, кај што твојот имунитет колку години има, нели? Некој ќе рече се разболува многу често, па некој не го фаќа никоја болест или не се разболува, тој има помлада имунолошка возраст, пример. Број 5 исто. Физичка подготвеност години, да. Извинете, вака преведувам од англиски, fitness age, нели? Како трчаш, како натре капацитетот на белите дробови и твојот спортски перформанс каков е, нели? Има некој на 20 години не може да изтрча еден круг, некој па на 50 трча нема гајле, како спринтови ваму таму, значи тука има различна возраст во тоа. Број 6 исто, психолошка возраст, односно емоционална возраст. Колку си созреал со годиниве, има некоја личност на 50 години се однесува како да има 20, не созреале. Па некој што е 20 размислува како да е 50, нели така? Психолошка возраст, ова исто многу е добро. И број 7 за крај има возраста на вашите органи. Значи срцето, бубрегот, слукот, ваму, значи секој човек во неговото тело има органи кои што му стареат на различен начин, различни години имаат тие. Така да, сакам да кажам, оваа точка број 1 е дека не е само хронолошки од 50 имаш или 25 или 23,
кога ти натре се ова што наброев, и тоа е исто многу важен дел да сватиш како старееш. Може да се испитате да видите на кој начин стареете, колку ви се стари вашите органи, психолошкиот, емотивната возраст и така натаму. Точка број 2 е можеш да бидеш физички привлечен на секоја возраст. Порано некако ми се чинеше као кога си во 20 години си најубав, као физички привлечен. Ја онака, тука особено, во овој вестерн свет, гледам луѓе како се одржуваат, како вежбаат, како некако се одржуваат многу. Онака ги гледам пример, не знам, ќе видам Бред Пит или Џорџ Клуни или не знам кои други беа, Пирс Бронснан, ќе ги видам, па они подобро изгледаат од мене на 60-70 години, онака си викам, колку е тоа релевантно, некој да мисли дека поминале години ме као темек на 25 ако не си најубав или на 30 готово темек. Јас сум видел на вистина луѓе кои што како што стареат, така и побави стануваат, како се одржуваат, нивниот стил, како размислуваат, самодоверба и така натаму. Знаеш, онака може да бидеш привлечен на било која возраст. Има една жена што ја знам, она има 54, работи на рецепција, и 54, која ми кажа дека е 54, не ще правиме муавет, 54 има жена, на неа минимална брчка, изгледа привлетно, очи, нос, уста, онака супер, како разговара, како самодоверба има, се викам, па добро бе, секој може да биде привлечен според облеката, според што работи, како прави, онака може да бидеш така да привлечен на секоја возраст. Тоа нека не ви биде годините старење, готово, демек се на полошори, actually може да бидеш привлечен на секоја возраст. Број 3 е влијанието од културата. Имам приметено, сега некам да обвинувам други држави, ама имам приметено као кај нас, пример, во Македонија или општо на Балкан, ми се чини како културата, како да ги форсира некако, не знам, старите луѓе повозрастни, извини, не вежбаат, некако се осеќаат и се облекава и се фризуриве, некако стари се осеќаат. И онака кога ќе поминам на пазар, кога ќе видам луѓе вака низ населба, стари се осеќаат, дури некои мои другари кои порано што научеле заедно, као стари онака тетки, дедовци, као се дебелиле културата некако 30-35 готово, старите жени или не вежбаат, не знам, некако културата, овде, например, во овој вестерн свет, особено за Австралија, ќе кажам, ја имам некој страв, сакам да учам нешто ново, и се запишав сега за психотерапевт, учам во TAFE, тука има еден коледж, и тој TAFE, овде, например, може да учиш на било која возраст. Јас сум во мојот клас имам луѓе што се од 18 до 60-65 и се дружиме сите, онака правиме муавет, ние сме колеги, колешки, као вау, и онака идеш на коледж и сите сте тука заедно, имате од секоја возраст заедно. И некад порано кога има dating apps, сега ги немам, има луѓе ностоп мернуваат некоја кариера. Знаеш, онака влијанието од културата, овде дека на било која возраст можеш ти да идеш у кафич или може да искочиш да се забавуваш во тератана исто. Во Македонија не гледат многу повозрастни луѓе во тератана. Овде, например, гледам по 60-70 години, едва им мрдаат, па вежбаат, нешто прават, стегнати мускули, бели коси, сите викам, вау, онака културата на некој место може да те остари, да те помлади, да знаете, пошто во Македонија има некоја голема криза за тоа. Некако културата не ми се допаѓаше како гледа на старењето, пример на, нели? Овде па немаш гајли. И пример ќе одам у казино и сите коскаат, окей, тоа не е окей, ама таква култура има тука. И гледам повозрастни орат, шампањско пијат, они уживаат во животот, не ми е гајле нив кој си ти, као, знаеш, толку не се мара никој со никој. И например на коледж, овде никој не ме праша мене ништо као, од кај ти, што правиш годините, леле да не правиш ништо. Стварно ми е гајле на луѓе, никој не ме ни праша колку години ја имам, не ги интересира ништо за твојот живот. Тоа е многу добро.
некако култура во овде како да те остава да бидеш тоа што сакаш да бидеш, без никоја пречка од други луѓе, онака се ти е рамно како можеш да бидеш што сакаш, кај сакаш, можеш да правиш што сакаш на било која возраст, тоа е многу ослободувачки. Исто број 4 е изборот на кариера. Знаеш, онака имам приметено ако работиш, работа кај што има претежно, пак ќе кажам, нема врска годините, ама некои места кај што се по стагнација као канцеларија или со многу повозрастни луѓе кои што и они самите се затупени као и некако се осеќаш како животот да има некоја крај, као тука е, тоа е и старееш и ти, знаеш, онака старееш, некако кога работев на градежевина, некако немаше некои нови работи, тоа е мачка, сигли со постари луѓе, серат, работат, пијат и тоа е тоа, некако изборот на кариера навистина знае многу да ти влијае на перцепцијата за старењето или да. А има некои професии што се креативни, кои што се многу луѓе цело време со различни возрасти правиш муавет, креативни, шеташ цело време, зборуваш, тоа некако ќе те помлади тоа, некако ќе гледам овие, не знам, Арнолд Шварценегер или Том Круз, они цело време нешто прават, цело време се активни, они имаат нека динамика во нивниот живот, работат, прават, и они нема ке ни влеле колку години имам, туку животот некако ги носи на по динамика, по исполнети некако, самата работа им налага да бидат во чекор со нови работи, онака цело време учиш нови работи и тоа те одржува живот, тоа те помладува и мозокот, и мислите, и духот на некој начин, нели? Океј, ова е за крај број 5. На трешната среќа, самодоверба и исполнетост, фактички сјајот во очите што го имаш и енергијата што имаш во тебе, некако тоа може да те помлади, да те направи многу млад на било која возраст, нели, духот. Имам приметено работни места, луѓе порано што ми беа као ме стареа, ме утепуваа, у депресија ме става и така натаму. Многу често ми се случуваше други луѓе да превземам мисли, енергија и така натаму. Денеска многу внимавам со кој се дружам и што работам. Еве денеска мислам, можам да одам на работа, денеска да работам некоја работа, пример на градежевина, да земам $500 600 дневно. Не ке ме го правам тоа. Тоа енергијата ќе ме утепа буквално. И пример, кога дейтаме луѓе, и таа енергија може да не утепа нас. Без разлика колку се тие физички привлечни, високи, не знам што, самата енергија може да те утепа у пој. Мене ми се има многу случајно у врска да заглавам, да се потонам, као да немам самодоверба, да ме испијат мојата енергија, да ме испијат. Тоа е многу заебано. И како што реков, кога се самодоверба, кога си сјај во очите, кога имаш, кога светиш, кога си среќен со тоа што го правиш, кога обкружувањето ти е среќно, кога си среќен со избор на кариера, со место на живење, со било што, многу подобро функционираш, многу подобро старееш, што се вика, кожава ти е рамна, убав сјај имаш, си свети листево онака. И сега, пример, вчера имав еден таков убав ден, цел ден онака се поминав, гледав Netflix, некои документарци за локални херои што прават пица. И онака го гледав тоа, дома правев леп, правев домашна нутела, сега денеска правев домашно млеко од бадами. И толку среќен се осеќам, толку никој не ме бара, никој не ме замара, се си правам што сакам, одам на колеж, пошто сакам да одам на колеж, не сум као леле, кој ќе оди понеделник. Ја понеделник, денеска е понеделник, го обожавам понеделник. Јас сум навистина толку среќен за себе, што одам утаретана, се враќам, се карам дома, се ми е толку под контрола, да речеме, во тој дел, и дури да се случат некои работи што се вон моја контрола, јас сум пак среќен, пошто внатрешната среќа е во мене, као, знаеш, и некако тоа ми дава некој шарм, кога разговарам со луѓето, енергијава ми е лесна, онака, и кога шетам по улици, пример, ја као да лепдам во просторот, соскам толку лесно, толку ми е лесен духот и ви викам кога правам муавет со други луѓе, го приметуваат тоа, се осеќаат добро и сигурно во мене, гледам и странци ме прашуваат прашање као кај да најдам ова, ми веруваат, мојот лик е добар, тоа е тој духот што реков и тоа некако ќе ве
ќе ве одржи млади на 60, на 70 години. Сум видел луѓе што се на 20 онака испиени, тажни, она, и не ќе ме се дружам со нив. Тие се за мене кога има 100 години, пример. А сум видел примери, мајка ми случајот, она е 60 години нешто има, она толку е стрекна, урла, патува, шета цело време, вау, знаеш, онака можеш да бидеш стварно среќен да имаш самодоврба и да си исполнет внатрешно, и тоа ќе те одржи доста млад, онака во било која возраст хронолошки. Океј, гледав ово видео да го одржам малку како се вика, кратко, за да не го знам дека и вие си имате нели обврски да не ме слушате мене по часови. Сметам дека старењето е убаво. Јас денес имам 34 години, се осеќам многу добро и онака самодоврба и тоа све се осеќам многу подобро од било кога. Така да не се плашете од тоа, не е ништо страшно. Години ме се тие, секоја возраст носи убави спомени, убави години, убави промени во нас. Така да идете само go with the flow, што се вика, и тоа е тоа. Бидете поздравени, се гледаме во некој од следните видеа. Чао!